За помалку од една година може да започне изградбата на насипот, односно телото на браната Речани, а за 4 години таа да биде целосно готова и да започне да се полни со вода. Се оптимистичките, но и реалните предвидувања на инженерот Васил Ристовски, кој е раководител на изградбата. Тој вели дека на проектот се работи од повеќе објекти, односно позиции, и дека е задоволен од динамиката на извршувањето на активностите. Конкретно работиме на повише објекти, припрема за бетонирање на оточниот тунел, пробивање на бочниот преливник, пробивање на вертикалното окно, при крај окното да се пробие уште 5 метра, мислам дека има плоча. Потоа пробивање на галеријата која треба исто е во завршна фаза, пред бетонирање и некои други работи кои се во склоп на браната на овој објект. Тунелот преку кој треба да се скренува реката, додека да се изгради насипот е целосно пробиен, а сега се работи на подготовка за бетонирање. Тунелот е, вака се состои од тип 1 и тип 2. Тип 1 е со, да речеме, со пречник 1,4,9. Тип 2 е малце поголем, има проширување на влезниот дел, на излезниот дел. Чепото е на средина на тунелот и каде се пробива кулата на тунелот. Тоа е завршено, пробиено, патосот е изчистен и се врши најкратка е можна припрема да се почне со бетонирање. Во своето долгогодишно искуство Ристовски немал покомплициран водостопански објект, бидејќи од стрмната клисура на Оризарска река условите се исклучително тешки и бараат многу напор за совладување. Тоа посебно може да ви кажам дека теренот е екстра непристапен за работа, што ни представува големи потешкоти, бидејќи многу е стрмен, али се во животот се совладува, така и ние ова брана ќе завршиме во предвидениот рок. Поради исклучителното значење на браната Речани за Кочани и поширокиот регион, денеска градилиштето го посети градоначалникот Лјупче Папазов, кој се интересираше за динамиката на изведување на работите и за евентуалните проблеми на градителите. Со посетата на Рицко-Планинскиот дел од општина Кочани имаме можност изведувачот на работите да ни овозможи да придеме до објектите кои се во фаза на реализација и можеме да изразиме едно задоволство од напредокот на работите во избедата за еден капитален проект кој ќе го смени ликот не само на општина Кочани, ќе го смени ликот на територијата на која ќе гравитира и во исто време ќе овозможи бенефити за не само за општина Кочани, и за останатите општини кои се на овој потек, пред се во делот на водоснабдувањето, производството на електрична енергија, наводнувањето. Еве во овој момент и од ово место можеме да кажеме дека има добар напредок во реализацијата на активностите. Поред проектот, насипот во долниот дел ќе е со широчина од 80 на метри, а на круната од 30 метри. Огледалото, кога акумулацијата ќе се наполни со вода, ќе достигне максимална должина од 4,5 километри, а акумулациониот капацитет е димензиониран на 22 милиони кубни метри вода.